Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Пораката, тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Пораката, тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. Овие две пораки се испратени на ова пансловенска конференција, каде што секој македонец би сакал да присуствува. Походот низ Македонија исто така е поход кој што секој сака да присуствува. Јас ви обеќам дека во друга прилика сето тоа ќе го правиме на еден друг, наш, заеднички начин. Македонија треба да има свој суверенитет. Без Северна е тоа што го одговори Душан. И тоа значи дека секој македонец треба да се стреми кон ова што Македонија треба да има свој суверенитет и да биде без Северна. Почит до него, почит до Јордан, братот, почит до Горан Ангелов, кој што ја започнува заедно со сите нас иницијативата за електронски попис на сите македонци во целиот свет и македонскиот кутлеж за наше национално знаме. Да го проследиме најпрво она кој што секој македонец треба да го прифати. Извинявам се, княз Игор, ви сте навекли да имам ја неке овоземајски особине. Јас сум навекал у било коју државу да доđem, надам се будуќу суверена држава Македонија, не Северна Македонија. Значи, желбата на сите нас е да бидеме во суверена Македонија, а не Северна. И тоа треба секој да го почитува македонец каде и да е во целиот свет. Извинявам се, княз Игор, ви сте навекли да имам ја неке овоземајски особине. Јас сум навекал у било коју државу да доđem, надам се будуќу суверена држава Македонија, не Северна Македонија. Па имам, ја мислим, припадајуći ми поклон од стране министра Горана, кој ја нисам хтео да примим без вашeg присуства. Поклон мени е поклон и свима вама. И за јас имам мајките по 6600 години пред нова ера, пронајдено во Скопје, нормално ова е метод, оригиналот е од глина. не пробам сестерица, морам да меси. Ова е мајка над мајките. Без жене нема ништо. Ништо, па видете. Уште, среќа. Ја ви замолам, извинјавам се, министр.
Pa ovaj narod zaslužuje da im kaže dve rečenice. Jedan čovjek koji je živeo život u Makedoniji, imao svoj razvojni put, neću da kažem da najviše zna, ali jedan od ljudi koji najviše zna, pa neka vam kaže dve rečenice, pošto je Vlada Jordan umoran od obaveza, nije mogu da se koncentriše. Јас сум само тeo да предам неки полка од Македонија. Само да видите. И ово е за вас. Фала ви на издвоеното време, на вашата енергија, па и финансиски, што издвоите, да дојдете, да ја видите Македонија и да ја посетите. Значи, поклонот е обратен од Ватикан. Како што гледате, ова е пиеналната жлезда, ова е отворена шишарка и не е затворена онака како што некој го прави под контролата на Ватикан. И заштитиот знак на Македонија, а тоа е сонцето. Секако и македонскиот кутлеш да стигне онаму каде што треба и кој што треба да биде наше национално знаме, затоа што ние имаме државно знаме, а ова треба да биде национално знаме на сите македонци во целиот свет, преку кој што испративме пораката на ова пансловенска конференција за поддршка до сите нас како македонци. Става ви сте Како да? А не можем Ова е природна шишарка, ова не е природна. Значи, јас сад Останува уште еден дел кој што сакам да ви го представам, а тоа е делот кога ја бараме поддршката сите ние во битката која што ја спроведуваме против Молохот во Македонија. Уште еднаш, да не заборавиме, тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Ве молам, следете внимателно. Сами видите што са начало войни во Ирање, растет стоеност топлива и што Ова, вие малкумината македонци кои што го истрчавте маратонскиот круг со Владо Павлов, го заслужувате и треба да го видите затоа што поминавте низ многу тешки битки со Владо Павлов и за кои што времето повеќе завршува за она друга организација како тоа што јас секогаш умеам да ви го пренесам години уназад. И затоа би сакал да бидете внимателни на мојот говор, на моето прашање. Една година после случувањата во Кочани
и што било тоа. И тоа е поклон до сите оние починати од Кочани деца, и тоа е поклон за кој што ќе бараме уште поголема вистина и уште поголема соработка од сите словенски народи за сето оно што се случува во Кочани, бидејќи пораката од Владо Павлов на ова пансловенска конференција испратена, а таа е тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. А тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет. Петро Главар медено начало рушица, так што оплачувате сколько можете, а потом ќе ме заборавам. а то ми не буде. Може? Evo, poštovanje svima. Moje pitanje biće na kolektivnom nivou, ne individualnom. Ostavim na Bogu i za pari, i za lov, i za sve. Tamo ne se mešamo. U biblijskim откровенијama стои да ќе во задњих дана велики рок порасće mnogo u една земја света. А ми то кој радимо на откровенија, знамо да таа земја е наша земја овде, затоа што ова светска сатанистичка влада без Македонија не може да направи она што жели. И затоа мора Антихрист да буде повезан со Македонијом, со Александром Македонском, и што ќе ми да урадиме да попречиме тоа, jer они веќе раде на тоа. У том прилику ме среќени Скопје 2014, као 2000 година од смрти најголеми антихрист Август Октавијана, и 2017 година те сме успели сами ми македонци тоа да попречимо, jer и на свето оно што сме ми радили овде у Македонија, што сме све тоа попречили, добили сме 16 марта, одакле ја потекнуем од Кочанима, оно што се десило со дискотекама Пулсум. Тоа е бил велики ритуал според нама, затоа што ако погледнеме од птичја перспектива, тоа изгледа као бик, и тоа е направено оно што они желе да заврше нивно коло, кад змија уеде свој опаш, с тиме да темнина и понатаму да влада. Наше мото е да онога кој ќе да помогне на Македонија, на нама, ми сме поединци, мало сме, ама не се плашимо, тој ќе да помогне на цел свету и на цел Балкан. Што ќе ми тоа да урадиме на колективно ниво, да се спротивставиме на ова велика сила, овај дрза крал, а тоа е Англо-Америка со нових пророчанства. Jer znamo da će pasti Babilon, jer taj arhangel drugi kad je rekao pad na Babilon, ja ću to da popričam na makedonskom, pad na Babilon, onoj koji što ga naborivajući sa viното na gnev od site народи на Европа, pad na Babilon. I tu treba da budemo svi u tom kontekstu u Armagedonu. Ljubav, ljubav i samo ljubav dušane. Objasni Igoru. Ja nisam sam razumio. Ma nisi razumio. Он ничего не понимает. Radi se u Makedoniji kao svetom mestu za borbu protiv satanizma. Babilon, ali znači da su imali 2014. Accident, Скопје 2014, у часу Август Октавијан. Когда там трагедия случилась, да? Da. I to jeste Пораката околу дали е трагедија или не е испратена. Очекувате македонци дека поиднено и понатаму Владо Павлов ќе се бори за вистината и покрај се што го прават неговите браќа и сестри во Кочани,
и ќе се боре најмногу од се Кочани да биде град на светлината. И покрај се што направија пред една година. Помнете и не заборавајте македонци, а и вие кочанчани. Dio njihov ritual, takvih rituala ima mnogo po Srbiji. Значи ве молам уште еднаш. Пораката на ПАН, Словенската конференција за Македонија како света земја, и тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија, а тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на целиот свет, испратена од Владо Павлов, од сите вас, малкумината маратонци, кои што го истрчавте последниот круг со Владо Павлов, и каде што, и како што рековме, и како што напишавме, после 28 февруари, не е веќе се исто, и оние кои што останавте маратонци, продолжете, а јас ќе ги испраќам во иднина пораките од Македонија, од сите вас, низ целиот свет. И затоа беа сите овие припреми за сето оно што треба некој да го сработува, кога Владо Павлов како амбасадор ќе биде низ целиот свет со ова екипа на ПАН, словенските браќа на светлината. Ве молам, проследете го видеото уште еднаш, една голема подршка за сите браќа на светлината, кои што се борци на доброто против злото и кои што знаат дека од Македонија ќе почне новата светлина и новата ера на Водолија. И секој треба да даде подршка, ако има барем 1%, а не 100% македонско во него. I on pita da li će neko njima da pomogne, pa mora da vam odgovorim. Recimo, Knez Igor je jedan od predstavnika iz Ruske federacije, oni su učestvovali u mnogim tajnim. A to mi ne bude. Може? Ве молам, бидете трпеливи и пренесете ја и пораката и вие до секој оној кој што сака да биде настрана од сите овие сатанистички култови кои што ги прават околу нас во чест на нивниот молох, во чест на темнината, каде што во секој сегмент на општеството ќе докажуваме уште и од времето на Еремија, кога плачел, кога се борел неговиот народ да не ги праве сите оние действија, а тоа се случува и денес, и за кој што сите ние треба во овај Армагедон да се бориме против Молохот. Poštovanje svima. Moje pitanje biće na kolektivnom nivou, ne individualno. Ostavim na Bogu i za pare, i za lov, i za sve. Tamo ne se mešamo. A u biblijskim otkrovenijama stoji da će u zadnjih dana veliki rok porašće mnogo u jedna zemlja sveta. A mi to koje radimo na otkrovenija, znamo da ta zemlja je naša zemlja ovde, zato što ova svetska satanistička vlada bez Makedonije ne može da napravi ono što želi. I zato mora Antihrist da bude povezan sa Makedonijom, sa Aleksandrom Makedonskom. I šta ćemo mi da uradimo da poprečimo to, jer oni već rade na to. U tom prilikom je sređen iz Skopje 2014. kao 1000 godina od smrti najgolemi Antihrist Augusta Oktavijana. I 2017. godine gde smo uspjeli sami mi Makedonci to da poprečimo, jer i na sve to ono što smo mi radili ovdje u Makedoniji, što smo sve to poprečili, dobili smo 16. marta
Одакле ја потекнувам од Кочанима, оно што се десило со дискотекама Пулсум. Тоа бил велики ритуал според нама, затоа што ако погледнеме од птичја перспектива, то изгледа као бик и тоа е направено оно што они желе да заврше нивно коло, кад змија уеде свој опаш, с тиме да темина и понатаму да влада. Наше мото е да онога кој ќе да помогне на Македонија, на нама, ми сме поединци, мало сме, ама не се плашимо, тој ќе да помогне на цел свету и на цел Балкан. Шта ćemo ми тоа да урадимо на колективно ниво, да се спротиставимо на ова велика сила, овај дрза крал, а тоа е Англо-Америка со нових пророчанства. Jer znamo da će pasti Babilon, jer taj arhangel drugi kad je rekao pad na Babilon, ja ću to da popričam na makedonskom, pad na Babilon, onoj koji što го напојуваше со виното на гневот сите народи на Европа, пад на Babilon. И tu treba da budemo svi u tom kontekstu u Armagedonu. Ljubav i samo ljubav dušane. Objasni Igoru. Ja nisam sam razumio. Nisam ja razumio. Ma nisi razumio. Он ничего не понимает. Radi se o Makedoniji kao svetom mestu. Ве молам, проследете внимателно за Македонија и за сето оно што дел од разговорите се правени. Секаде Македонија е на пиедесталот како света земја, како свето место. Zato je dopunjen satanizam. Babilon, pad Babilona označava da su imali 2014. Акцидент, Скопје 2014, часу август Октавијан. Когда там трагедия случилась, да? Да. И Овде имате доказ дека е разговарано и за трагедијата во Кочани. to jeste bio njihov ritual. Takvih rituala ima mnogo po Srbiji. И потврда што е било во Кочани. I on pita da li će neko njima da pomogne, pa mora da vam odgovorim. Recimo, knez Igor ili je jedan od predstavnika iz Ruske federacije, oni su učestvovali u mnogim tajnim operacijama upravo da se ne bi nešto vojnicima na terenu nešto desilo, upravo njihovim obredima, a i to kada se nešto dešava zlo ljudima, to je satanizam u pitanju, to običan narod ne može baš da shvati i Igor je kao takav postao knez za celu Rusiju. Ima ogromna, to su i vetska znanja i okultna znanja koja mogu da se suprostave satanizmu. Znači, pored njega imate svetlosne radnike. Recimo, ja ne znam, ima ih ukupno oko 218 ili 228.000, nemojte me držati za reč, od Brazila, Meksika, Kube, i svi oni znaju sve te istine koje vi znate, s tim što nije Makedonija jedina gde se vrše ti satanistički rituali. Ispričat ću vam priču koju nikad nisam pričao. Svi vi znate priču o Baščeli. To nijedna zemlja na svetu nije imala tu bajku, osim Jugoslavije. Zašto? Zato što na prostorima Kosova, gde je patrijaršija, tu je navodno sahranjen Baščeli, odnosno stavljen u bure. Kada je patrijaršija ofarbana u onu boju bordo i onako žuto-krem, tad se on kao oslobodi. Ja ne znam koje to godine baš bilo, pa tako da znate, ceo prostor, ali to su srpske zemlje i pomorske, to nije Jugoslavija, to je deo
Rumunije, deo do Drakulinog dvorca, pa deo u Italiji. Mnogo je to kompleksnija priča, ali mnogo ljudi na planeti znaju da smo mi čvorište u toj borbi protiv satanizma i svi ovi ljudi koji sede ovde, oni ne znaju šta je, ne svi, ali recimo naši prijatelji iz Moskve znaju šta su prioriteti, a upravo mi je rekao Igor, od tog 28. je objavljeno u duhovnom smislu što gore to i dole u borbi protiv tog satanizma i taj proces već uveliko traje. Hoćemo vidjeti sad na primjeru Irana šta će se sve dešavati, ja imam tu niz nekih aktivnosti koje će oni probati da počine, ali nemojte da se sekirate, jeste, naravno, mi smo gnezdo civilizacije, ranije Iran bio i mi smo bili jedan od stubova civilizacije, pa bit ćemo. Nakon nešto još reci. Od svih trudio sam se koliko sam mogao odbiti preko prilike da stignemo na jedno mesto, to Igor zna. Nismo uspeli da idemo onamo gde treba, a smo ipak stigli na jedno mesto gde tamniното ради на велико. Ето, може би данас нисмо успели, може би ток нисмо успели да стигнеме до таму сви ми, а сам обечао, ја ću sada da predstavim to mesto da vidite ti Igora не го видео, били смо на највелики споменик од битке против Ноба у цел свет за два партизана од Кочанима. A jeste ih vodili u finalne žlezde? Место кое што ви го споменува Душан за место поврзано со пиеналната жлезда, ќе остане задоволство мое и на сите вас кои што тогаш ќе бидете поканети да присуствувате заедно со овој тим на пансловенска конференција. Значи, локацијата или пирамидата на пиеналната жлезда, која што ја споменува Душан, е место кое што ќе биде посебно задоволство да бидете сите вие кои што го истрчавте последниот круг маратонски со Владо Павлов, а и место каде што ќе чекаме на повторна средба во Македонија заедно со кнез Игор и со Душан. Значи, денес ви обеќам дека локацијата која што ја споменува Душан, пирамидата на пиеналната жлезда, ќе биде место кое што ќе биде посетено во некоја друга прилика во Македонија со овој тим, а верувам дека тогаш ќе биде и Душан, и секако вие, мои македонци кои што го истрчавте последниот маратонски круг со Владо Павлов. Слушнете внимателно уште еднаш. Нека остане тајна пирамидата на пиенална жлезда за кратко време, кога повторно овој тим ќе биде во Македонија, а верувам дека тогаш со вас, малкумината маратонци кои што го истрчавте последниот круг со Владо Павлов, ќе биде и Душан. Од свих трудио сам се колко сам могал одбити преко прилик да стигнеме на едно место, тој го зна. Значи, слушайте внимателно. Нисмо успели да идеме онамо где треба, а смо ипак стигли на едно место где тамниното ради на велико. Ето, може би данас нисмо успели, може би ток нисмо успели да стигнеме до таму сви ми,
Аз сам обечао, ја ќе сада да представим тоа. Ве молам, следете и слушнете внимателно. Нека биде тајна за пирамидата на пиеналната железна во Македонија до следно видување со нашите браќа од ова пансловенска конференција, каде што достојно треба да присуствувате и вие маратонците кои што го изтрчавте последниот круг со Владо Павлов, а исто така ќе чекаме и Душан да биде наш гостин заедно со кнез Игор, заедно со Горан Ангелов, заедно со Бата Јордан и сите останати кои што бевме во овој поход 8-дневен низ Македонија, за да го представиме најсветото место од каде што треба да започне светлината во целиот свет, најсветото место познато како пирамида на пиеналната жлезда, од каде што ќе активираме сите заедно резонантната кутија за светлината, за новата ера, за златната ера на Водолија. Место да видите ти Игора не го видео, били смо на највелики споменик од битке против Ноба од цел свет за 2 партизана од Кочинима. A jeste ih vodili u finalne žlezde? Нисам стигал. Значи Душан пита, Душан прашува, дали ги водеше на место каде е пирамидата на пиеналната жлезда. Еве денес обеќам дека тоа ќе го направам со сите вас, со целиот овој поход, а верувам дека следниот поход низ Македонија ќе биде уште поголем од овој. И заедно со Душан. Нека остане уште малку време за ова тајна која што ја чува Владо Павлов, тајната за пирамидата на пиеналната жлезда, подземна пирамида, од каде што треба да ја активираме сите заедно резонантната кутија за живот без молох, за живот без сатанистички ритуали. Од онаму каде што нашиот град денес е облечен во црно. Сам могал од Виту преко Прилеп да стигнеме на едно место, тој го зна. Нисмо успели да идеме онамо где треба, а смо ипак стигли на едно место где тавнината ради на велико. Ето, може би данас нисмо успели, може би ток нисмо успели да стигнеме до таму сви ми, а сам обечао, ја ќе сада да представим тоа место, да видите ти Игора не го видео, били смо на највелики споменик од битке против Ноба од цел свет за 2 партизана од Кочинима. A jeste ih vodili u finalne žlezde? Нисам стигал. Ево ако може. Ова е древно икона. Век нашиот. Pa nešto su slično i sada И ево на адресот на Владимир Сигуров. Извинјавам се, не сме стигли до овој брак. Тоа е тоа место каде ми да ги можеме да стигнеме. Па затоа и да снимат. Не сме успели да стигнеме сви. Мислите да ти треба да дојдеш с нама таму. Не сме могли да стигнеме. sam došao sam za Не за данас с старичикот. joj ne znam gde budem. Došao sam da pozdravim ovo 3 ljudi, naravno da ispoštujem sve vas. Не сме могли да стигнеме. Ја ние идем близо. Да. Видим се. Хвала на свему.
нека остане уште малку ова тајна од Владо Павлов, за кој што целиот мој живот го посветив, пирамидата на пиеналната жлезда, каде што се чува резонантната кутија, која што и како треба до 25 мај да биде активирана за воскреснување на светлината во ова битка против темнината. Посебно благодарам до оние македонци Малкумина кои што го истрчаа последниот круг маратонски со Владо Павлов, а на останатите им посакувам се најубаво. Нека живеат во љубов, мир и хармонија. И да бидат љубов, без тоа што го правеа до ден денес со Владо Павлов, затоа што времето е забрзано и сето тоа што го правиме многу брзо ќе се враќа по наша глава. Не ви наоѓам мана, ве сакам сите, ве почитувам и вие лошите, вие борците на темнината не бевте, немаше да биде Владо Павлов она што е денес. Затоа ве оставам во љубов со третото правило на универзумот. А вие, браќа македонци, бидете горди што го истрчевте последниот маратонски круг со Владо Павлов. Затоа што сето оно што заедно го работевме и правевме, ќе дојде на Мегдан за многу брзо време и ќе докажеме дека тој што помогнал на Македонија ќе помогне на целиот свет. Моја посебна благодарност до батајоцо и до братот Горан Ангелов, за кој што успеавме да испратиме пораката до нашите браќа од Пансловенската конференција. Dobar dan, uvaženi moji narode. Bog vas blagoslovio. Hvala na ovako lepom dočeku. Hvala na prvom mestu organizatoru i svim časnim otvorenim ljudima iz Makedonije koji su pomogli da ovaj događaj baš uzvišeno deluje u onomu što ja znam. Ovo je možda bio najpotpuniji doček našeg bratskog naroda Rusije i Srbije, Bata Jordanu. Zahvaljujem se danas u vašu čast je došao bivši gradonačelnik Skoplja, najuspješniji boravak na prostorima Balkana. Ono što treba Вместе все трудно будем это все переживать. Mi smo došli u Makedoniju u veoma važan period i nadam se da sve ovo sada što će se dešava da ćemo zajedno na predsjedništvu. И, конечно же, мы прежде всего рассчитываем на сельский народ, на наш самый близкий народ, который практически с нами одно целое. I tu u prvom redu računamo na naš bratski srpski narod koji je u samo praktično Srbiju. 22 февраля волшебное войско Руси объявило войну
сатане, магическим сатанинским орденам и космическим паразитам выдаения. 22. februara moćna vojska Rusije objavila rat satannim satanističkim obredima i parazitskim silama. 28 февраля мы передавали это решение по Зеленая грамота, воинский отряд. И в тот же день произошло нападение США в Израиле на Иран. A 28. smo napisali teodike koje smo dali 22. i tada je krenuo napad Amerike i Irana na Izrael. Благодаря тому, что была создана правильная инфраструктура, Оставете ми во мир, љубов и хармонија. Со онака како што почнавме со видеото, така и ќе завршиме. А тоа е Македонија треба да има свој суверенитет, а не северна. Izvinjam se bez Igorov, a vi ste navekli, valjda da imam ja neke ovozemaljske osobine. Ja sam navikao u bilo koju državu da dođem, nadam se buduću suverenu državu Македонија, не Северна Македонија, па имам... И благодарам, Душане, благодарам на ова пансловенска конференција, која што е единствена со почит, со суверенитетот на нашето име, а тоа е Македонија без Северна. Imam, ja mislim, pripadajući mi poklon od strane ministra Gorana, koji ja nisam hteo da primim bez vašeg prisustva, jer poklon meni je poklon i svima vama. Имаме и други видеа од објави, од презентации на Владо Павлов. За сето она што го правиме, и ова треба секој македонец да го почитува, затоа што походот не беше ни Северна Македонија, походот беше низ Македонија, затоа што пансловенската конференција не беше во Северна Македонија, туку беше во Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија, македонци.